Почитувани, фирмата Делукс Ауто од Куманово ги добива тендерите од општина Куманово за одржување и сервисирање на моторните возила на јавното претпријатие Чистото и зеленило. Оваа фирма само на 13.2.2017 година добила вкупно 7 тендери од ЈП Чистото и зеленило во вредност од 6.500.000 денари, или вкупно 105.000 евра за само еден ден. Делукс Ауто е редовен учесник и добитник на голем број на тендери во општина Куманово, со која од осамостојувањето до денес управуваат кадри на СДСМ. Фирмата Делукс Ауто е и редовен донатор на кампањите на СДСМ. По доаѓањето на Оливер Спасовски од Куманово во Скопје за министер во Министерството за внатрешни работи, таа добива и 1 милион евра за набавка на 40 шкоди. Целата постапка се одвива нетранспарентно, без распишување на тендерска постапка, со договор во 4 очи. Министерството за внатрешни работи на Делукс Ауто и дале неверојатни 1 милион евра за набавка на 40 возила од марката Шкода Октавија, во услови кога основната верзија на Шкода Октавија чини околу 15.000 евра. Веројатно, доколку некој како поединец би купил 10 шкоди одеднаш и тоа во готово би добил и поголем попуст. Доколку купи 40 шкоди и за нив плати одеднаш, попустот со сигурност би бил поголем и целата набавка би чинела нешто под 500.000 евра. Дополнително треба да се знае дека Делукс Ауто е само дилер на возилата од марката Шкода. Дали не е чудно за обвинителството зошто Спасовски, наместо набавката да изврши преку генералниот застапник на возилата Шкода во Македонија, одлучува тоа да го направи преку Делукс Ауто, кој е локален дилер на автомобили од оваа марка? Дали се ова не буди барем најмал сомнеш кај јавниот обвинител? Зошто не чувствуваат потреба да отворат сериозна истрага и да утврди како немало шкоди кај генералниот застапник во државата, а имало кај локален дилер и како шкодите кај локалниот дилер биле поевтини? Република Македонија под власта на СДСМ стана заробена држава во која се гази правото. Тоа не смее да продолжи да биде пракса. Јавното обвинителство има обврска да се стави на страна на граѓаните и да работи во нивен и во интересот на државата. Благодарам.